Дека фотографиравме надвор, најиронично беше дека една девојка која што ја фотографиравме, која што својата приказна ја раскажуваше за тоа како и довикнувале на улица, додека ја фотографиравме повторно и довикнуваа на улица. Така што луѓето ги имаме и во кадар, па нека се видат и на слика. Ми беше малку тешко после фотографирањето, колку и да ја познавам и Ерина и колку да беше навистина пријатна атмосферата во која работевме. Меѓутоа пак ќе се вратам на тоа дека е важно да се раскажуваат приказните, особено во вакво општество каде што институциите многу често потфрлаат и правдата изостанува во многу случаи кога жените биле нападнати или вознемирувани. И се надевам дека ваквите проекти ќе охрабрат повеќе жени и девојки да го пријавуваат вознемирувањето и насилството, а институциите посериозно да си ја сватат работата и да почнат да носат вистински пресуди и насилниците да завршат таму каде што им е местото. Да препастена на што се наидува жената во секојдневниот живот. Изненадена сум од сите приказни, значи едноставно без никаква причина да бидат нападнати во сред бел ден на сред улица и никаква реакција да нема како поддршка од средината, навистина е страшно. Значи едноставно одиш по улица и не знае човек што може се да му се случи. Да погледнете 15 фотографии, може да видите 15 сведоштва, да ги слушнете тие 15 сведоштва. Дополнително има и QR код каде што може да видите една проширена реалност, односно околу фотографиите да видите голем број на податоци кои што изминативе години голем број на невладени организации истражувале на оваа тема. Може да ја видите и облеката на жените која што ја носеле за време на тој нивен настан. Може да видите дека никоја од нив сама не си го бара. За жал, реалноста во која што живееме ни кажува дека овој феномен на вознемирување не згаснува. Напротив, си тлее многу јако и континуирано, за жал. Сите овие приказни, сите овие жени и девојки кои што се пријавија, без разлика дали сакаат да бидат анонимни или со лик, беше многу страшно дека сите тие има повеќе од една приказна за раскажување, па дури моравме да бираме која приказна да ја раскажаме. Тоа мислам дека говори тонови за тоа какво е општеството во кое што живееме и колку е важно да тоа се смени. Така што да, после секој фотографирање, дел од таа траума се носихме заедно со нас. Јас и новинарките кои што работеа со мене, верувам, и кои што ги слушаат приказната паралелно. Тие приказни јас нема да ги заборавам, како што и никој од нив нема да ги заборави, веројатно дека им се случиле. И се надам дека ова изложба ќе биде во чест на храброст и дека ќе биде инспирација за храброст на други жени понатаму и инспирација за општеството во целост да стане малку подобро за жените.